Може да разговараме? Ако веќе мора. Мора. Кажи. Дојде да ти кажам дека те напуштам. Зашто? Заради тоа што ми треба слобода, заради тоа што ми се гадиш, заради тоа што ме гужиш, заради тоа што не можам да те гледаме, заради тоа. Добро. Слушај. Значи ти имаш целата слобода на овој свет. Што сакаш можеш да правиш. Само една работа ќе те замолам. Додека сум министер, мене скандали од типот на развод не ми требаат. Дали сум јасен? Јасен сум. Имаш некој друг? Имам, да. Еден 30 годишњак. Еј, браво бе, права домаќинка си. Не сум јас домаќинка. Домаќинка е мајка ти, а јас сакам да го живеам животот со полна плуќа. Поживеј го. Слободно живеј го. Значи вака да се договориме. Додека сум министер, ние ќе глумиме дека сме во среќен брак. Океј? Добро. Кога ќе паднам од оваа позиција, Добро. пакувај куферите и оди се. Океј, значи кога ќе станеш просто смртник, јас ќе си ги спакувам куферите и ќе си одам. Тоа сакаш да кажеш? Да. Договорено? Супер, договорено. Дај да го видам. Кој? А тој твојот мајмун. Зашо мајмун види? Чекај. Видиш ово, дечко. Овој се гледа дека е глуп код точак. Жити се. Зашо правите муабет со овој човек? Обично не правиме муабет. Јасно? Шо? Шефицата на кабинетно бар. Кажи, Бојанча. Зошто? Како тоа? Ќе му се јавам јас на премиерот. Не може тоа так. Шо рекол? Неќе да ми го чуе гласот. Добро, Бојано. Што? Што? Нели ќе има сега реконструкција во влада? Па јас ќе видам реконструиран министер. Толку баш ми е жал. И мене. Баш ми е жал. Па добро, јас ќе отидам. Каде? Па со тебе се е свршено, што? Идеш да се пакуваш, а? Да. Со мене веќе се е